Овака е веќе третата и најголемата комора. Или пештера. И нема многу, например, ова сталактити, сталагмити. Има некој, ама не се кизни колку. Ова е најголемата и така најинтересна е. Тука ги носа вака туристи како да направи една како се вика во овие една екскурзија во овие островчината. И ова пештера е како пештера за криени. Мислам и дека вака многу во Индонезија има исто вака многу. И зато таму најдолго се одржа пиратството. Вакви, например, во диви вакви пештери кои ќе ги не иди. Треба специјално, само локалците знаа. Нема и, например, ќе нападна некој брод ово, и ќе здувна, се скрија. И овдека, например, пред да се отвори вака за туризам или за нешто, например, ај баш да ја поминиме се Рутава, се овде Рутава има направена е за патека за поќе да се провртиш горе-долу. Ајде. Не види па премногу долго ово видеото. Не скратам само уште малце. И така, нема толку многу сталагмити, сталактити како во Постојна јама. Постојна јама е нешто незаборавно. Јас како дете низ порано таму се сеќавам, имаше еден од овие големи сталактити или како се вика овие одозгора надолу шода. И се сеќавам оти таму има под езеро, има под земја. 45 или 50 километри некаде е должина на тоа езеро. И се сеќавам имаше и како река нешто. Еден од сталактитиве беше искористен како мост, беше така паднат на едниот брег на река и го поврзуваше другиот брег со вовчето што имаше едно вовче, нели она малецко, и поминуваше над овој направено над сталактито и беше стварно интересно. Имаше човечки рибки, ово, стварно вреди тоа да се види во што се вика овие што има прилика што да Словенија или ово она, значи Постојна јама е една од навистина светските убавини што вреди да се вида. Така, ајде овдека ќе му исклучам. Мислам дека доста беше. Многу да не гневам со едните исти работи.